Добро е, најдиректно да ви кажам, фала ви на прашањето, честитки за организацијата прво. Добро е што има вака голема група на граѓани. Добар индикатор е што во недела сте дошле, значи прашањето е атрактивно. За жал, вистината е разочарувачка, немојте ништо да очекувате од европскиот пат. Ама буквално ништо. И тоа не го кажувам јас, тоа кажува премиерот Христијан Мицковски. Човекот вика, ако треба децении ќе чекаме за Европа. Што можеме да очекуваме после таква експлицитна во јавност изјава дека нема ова влада еден чекор да направи кон Европа? Во тој контекст, реформската агенда уште еден индикатор дека оваа влада не работи ништо. Во текот на 2025 година, десетина закони требаше да се донесат во сферата на правосудството. Знаете колку се донесува? Еден само. И тоа со парцијално имплементирани насоки од оценската мисија на Европската Унија. Ете, тоа е вистината. Тоа е вистината. Што може собранието да направи кога владата ништо не продуцира и не праќа кон собранието никакви закони? После пожарот во Окочани, јас бев кај премиерот, понудив заедничка работа на реформската агенда, формиравме работна група од Министерство за правда ги пратија законите, дававме наше експертско мислење, нашите експерти дадо, не политичко, експертско на законите за правосудство. Никој не одговори на мислењата што ги пративме во Министерство за правда. Нема одговор. Нема одговор. 10 закони, реформска агенда, врзани со финансии од Европа. Така да додека не се смени мислењето на оваа влада, а мислењето нема да се смени, и апропо тоа додека не се смени владата, ние нема да направиме никаков чекор напред кон Европската Унија, односно собранието не може ништо да направи. Кога материјал, влада, реформски закони едноставно до телата, до комисиите во собранието не стигнуваат. Благодарам.